Подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, дека е нелегитимен затоа што не бил на избори, тоа го видовме уште во јануари месец. Дека е неспособен да ја води државата, тоа го гледаме во изминативе 9 месеци. Но да не ја ширам темата, ќе одам малку поконкретно. 11 дена го прашуваме премиерот, 11 дена во врска со една објава на социјалните мрежи, а која се однесува на неговата од лекари потврдена трајна неспособност да ја служи на државата. Пред да дојдам до прашањето кое ќе биде кратко, јасно, недвосмислено поставено, некои работи сакам да ги појаснам за дел од пратениците, за дел од македонската јавност, за премиерот, кој што лично сам се има произнесено дека нема служена војска. Премиерот е неколку години постар од мене и по логиката на нештата, по законските обврски во тоа време што важеле, требало да служи војска. Најпрвен според мене не е само обврска, туку и чест да се служи на сопствената држава. Чест е да служиш и на државата и на народот. И не е само обврска, туку и чест да ја браниш таа држава, кога таа држава ќе те повика и кога ќе бидеш најпотребен. Чест е и да паднеш за својата држава, да загинеш. Затоа што тие што загинале за неа, вечно остануваат и во срцата, но и во спомените на сите нас. И така вечно живеат Коце, 40 години, Гоце на 39 години, Драго на 35 години, Бобан на 33 години, Благојче, Ерол и Владко на 26 години, колку што имал премиерот кога одбил да оди војска, Игор, Илче и Кире на 24 години, Пеце на 22, Оливер на 21 година, Фејзо на 20, Никола на 19 години, дете. Пред мене седи човек во првите редови кој во 2001 година одбра да биде нечесен, одбра да дезертира и да не и помогне на државата тогаш кога таа го побара. Пред мене седи човек кој одби да оди војска затоа што реши да се спаси. Тој не мислел дека е чест да се брани државата. Тој барал начини само како да се спаси. Додека патриотите гинеа и ги полнеа гробовите, Ковачевски, дете на градоначалник и висок функционер на СДС во 2001 година се криел под Јорган. Од оваа временска дистанца би сакал да го прашам Ковачевски како гледа на загинатите од Втората светска војна. Премиере, зарем ќе имавме државата ако во Втората светска војна нашите се криеле од фашистите? Зарем ќе имаше вие, господине Ковачевски, каде да одржите говор на 2 август за да ја величате жртвата на илинденците? Доколку и тие како вас одлучаа да се спасат од турскиот аскер. Еве што лично вие, човекот што одби да земе оружје во рака во 2001 за да си ја брани државата, како што вика народот, изјавивте без срам и перде. Ова е ваша изјава, цитирам. Илинденците со оружје во рака се бореле за ние денеска да можеме да водиме други поинакви битки. Значи, илинденците, партизаните и тие што можеле да се борат со оружје во рака, се бореле. А вие во 2001 одбивте да се борите. Зарем ќе ја имавме денеска државата, доколку во 2001 година сите избегаа и одбиеа да се борат и да ја бранат државата, како што тоа вие го направивте, господине Ковачевски? Одговорот мене ми е јасен, не знам дали вам ви е јасен, затоа што трајно неспособна личност треба да се подразмисли малку на која позиција се нафатила во моментов кога таму била понудена. Почитувана македонска јавност, за сегашниот премиер не важел ниту еден закон, не важел ниту повикот на државата што во тоа време крвареше. Кога најголем дел од граѓаните застанаа во одбрана на државата во 2001 година, кога Куманово беше оставено без вода, кога неговите кумановчани, но и сите останати облекоа униформа и застанаа во борбата за одбрана за слобода, Ковачевски бил подготвен да трпи за леп и за вода, можеби и да умре, меѓутоа само да не се приклучи во редовите на АРМ. Тој не само што не се чувствувал способен и не чувствувал потреба да ја брани државата и да се пријави како доброволец, туку тој одбил да служи. Приложил документ со кој потврдил дека е трајно неспособен. Јас овој документ ќе ви го оставам тука после кој ќе одговарате на прашањето да си го погледнете.
Па после тоа се правдаше дека бил на школување, за да цела македонска јавност види дека лично тој приложил документ дека е трајно неспособен. Значи, влегува од лага во лага. Имено во документот кој излезе на социјалните мрежи, а потоа ние, како партија, го реобјавивме и се повикуваме на него, многу јасно се гледа дека со црвено пенкало, црвен печат е напишено дека лицето Димитар Ковачевски е трајно неспособно за служење војска. Јас не познавам држава во која лице кое одбило да ја брани, после тоа да напредувало до највисоки позиции, па дури да станало премиер. Може би и има некој протекторат некаде, ќе ми извините, меѓутоа зборувам за државите од цивилизираниот свет. Значи, лице кое лажирало дека е трајно неспособно или е трајно неспособно, не може да биде премиер на државата. Не само тоа, не смее да води ниту една државна институција. Таквото лице, кое одбило да ја брани сопствената држава поради трајна неспособност или лажирање, не смее да има пристап до највисоките државни тајни, затоа што така налагаат законите во државата. Таквото лице, што го изгласавте да ни биде премиер, за жал, седи на маса со НАТО членки. А ако еднаш лажирал документ, ќе лажира повторно и затоа истиот е закана и за НАТО. Може да дофрлате од место колку сакате. Ова е вистина и знам дека боли, ќе боли. Таквото лице, кое одбило да ја брани сопствената држава поради трајна неспособност или лажирање со помош на неговиот близок роднина Александар Ковачевски, кој работел како началник во Министерството за одбрана, не смее да има пристап до буџет од 5 милиарди евра. Таквото лице кое одбило да ја брани сопствената држава поради трајна неспособност или лажирање, не смее да има на располагање државен апарат, војска, полиција, образование, здравство. Под себе затоа што таквите лица треба да се на друго место, а не во владата. На лице на кое му е утврдена трајна неспособност, треба да му биде утврдена и деловната способност од надлежниот суд. Се наоѓаме во тешко време. Македонија ја води во бездна човек кој е нелегитимен, трајно неспособен и антимакедонец. Човек кој ќе направи се, вклучувајќи ад хоминем, за да го прикрие тоа од што денеска се срами. Или може би не се срами, може би опериран од срам и мисли дека сето ова ќе помине. Еве го моето прашање до Димитар Ковачевски, дезертерот од 2001 година, на кого на тацна му ја оставија државата за тој денеска да се игра премиер. Прашање го гласи: дали приложивте документ пред надлежните органи со кој потврдувате дека сте трајно неспособен, затоа што сте трајно неспособен, или лажиравте и со сила се правевте трајно неспособен за да избегнете служење воен рок, односно да си ја браните државата? Дали е јасно прашањето, премиере? Не ме слушате. Ќе ви го повторам прашањето уште еднаш. Дали приложивте документ пред надлежните органи со кој потврдувате дека сте трајно неспособен, затоа што сте трајно неспособен, или лажиравте и со сила се правевте трајно неспособен за да избегнете служење воен рок, односно да си ја браните државата? Тоа е моето прво прашање. Имам уште едно прашање и тука ќе бидам прилично краток. На социјалните мрежи пред 2 дена имаше една објава од ЛСДМ Рачиново, односно СДСМ Рачиново, каде што јасно беа повикани сите кандидати кои што учествувале на огласот, односно на конкурсот во Министерството за одбрана, како за професионални војници. Ја видов објавата и ставот на Социјалдемократскиот сојуз, ја видов објавата и на Министерството за одбрана, и по тоа нема да коментирам, еве се надевам дека Министерството за одбрана ќе постапи така како што кажува. Меѓутоа и моето второ прашање го упатувам исто така до премиерот Ковачевски. Еве, доколку сте навистина искрени во намерите, моето прашање е следно: дали ќе го поништите огласот за професионални војници во Министерството за одбрана? Благодарам.